Почитување. Во ВМРО-ДПМН имаме помешани чувства после саботниот собир на Социјалдемократскиот сојуз. Од една страна, ништо повеќе не можеше да не направи среќни. СДСМ проговори, СДСМ се отвори. Ги видовме нивните идеи и капацитет. Конечно, граѓаните имаат што да споредат. Сега СДСМ не може да се крие зад лажните и недефинирани ветувања за подобра иднина на граѓаните на Република Македонија. Сега СДСМ не може да се крие зад лажните обвинувања и неаргументирани критики. Сега знаеме кои се, што планираат и колку знаат и можат да направат. Второто чувство е чувство на горчина и разочараност. Чувство кое не е само наше. Ние не очекувавме СДСМ по кој знае кој пат да ги потцени граѓаните и да ја покаже својата природна ароганција. Тоа што стои во програмата на СДСМ е токму тоа. Во оваа програма на Социјалдемократскиот сојуз се нуди намалување на данокот на добивка на 9%, а оваа влада на ВМРО-ДПМН веќе го намали овој данок на 0%, освен ако се подели дивиденд. Ветуваат во введување прогресивен персонален данок на доход, но не велат дека ќе го намалат за сиромашните. Тие и понатаму ќе плаќаат најмалку исто. Кога владееја, овој данок беше 15%, 18% и 23%. А сега оваа влада го сведе на 10% данок за сите. Предвидуваат отпуштање од вработените од јавната администрација. Предлагаат продажба на 49% од ЕЛЕМ, без да кажат што тоа ќе значи за цената на електричната енергија. Ветуваат дека ќе го поддржуваат приватниот сектор, а во исто време велат дека ќе ги зголемат даноците. Спротивно на она што го зборуваат до сега, на страна 125 од нивната програма, велат дека СДСМ ќе ги обновува и реставрира старите цркви и манастири. Велат дека ќе го довршат автопатот Е75 со државни пари, а тој автопат во делот од Куманово до српска граница веќе се гради со средства од Светската банка. И така натаму, и така натаму, и така натаму. Ова се само дел од пишаните идеи на Социјалдемократскиот сојуз, за кои ние не можеме да поверуваме дека било кој може да ги предложи. Но, вака е подобро. Вака знаеме зашто Социјалдемократскиот сојуз се залага. За разлика од нив, владата предводена од ВМРО-ДПМН реализираше огромен број на конкретни проекти. Дел од нив се намалување на персоналниот данок од доход и данокот од добивка, намалување на данокот на додадена вредност за земјоделските репроматеријали, за лековите и лекарствата и компјутерите од 18 на 5%, неколкукратно покачување на пензиите, неколкукратно покачување на платите во администрацијата, војската, полицијата, здравството, образованието. Само оваа година се делат субвенции во земјоделието во висина од 70 милиони евра. Воведување на задолжително, но и бесплатно средно образование. Оваа година сите ученици добија бесплатни учебници. Отворени се 2 нови универзитети и поголем број на нови факултети. Се реализираа сите критериуми за добивање на визната либерализација. Се изградија поголем број на спортски, културни и образовни објекти. Само претходната недела, оваа влада предводена од ВМРО-ДПМН започна со реализација на намалувањето на данокот на додадена вредност за станови и градба од 18 на 5%. Се воведе можност за откупување на дворните површини со само 1 евро по метар квадратен во цела држава. Се започна со реализација на проект за борба против енергетската сиромаштија со субвенционирање на средства за електрична енергија за најсиромашните семејства. Владата на Република Македонија даде поддршка за иницијативата за отварање на социјални продавници. За разлика од нас, Социјалдемократскиот сојуз
во добро познат стил на празни зборови, без конкретни решенија, без начини и без рокови за реализација на своите приоритети, го велат следно. За пензионерите велат: ќе овозможиме семејниот месечен приход на семејство пензионери кои имаат најмалку 70 години да не биде помал од определен износ, без да кажат кој е тој износ. Нивниот концепт за развојот на туризмот се сведува на следниот заклучок: Република Македонија е убава земја со топли и гостопримливи луѓе, богата историја, природни убавини и одлична храна, со солидна инфраструктура и ги има сите предуслови за развојот на туризмот. За наставниците го велат следното: мора да го добијат својот статус, значење и заслужено место на клучен фактор во образованието. Но ве молам, без да кажат ни збор како ќе го постигнат тоа. Велат ќе ја забрзаме реформата на судскиот систем, без да наведат ниту една конкретна работа или проект кој планираат да ги спроведат во оваа област. Не предвидуваат ниту една конкретна бројка на средства за субвенции во земјоделието од буџетот на Република Македонија. Се е само празни зборови. За намалување на сивата економија имаат напишано, замислете, само една реченица во која велат: воведување решенија што ќе ги мотивираат работодавачите да ги пријават непријавените работници, без да напишат ниту еден збор на какви мерки мислат. И така натаму, и така натаму, и така натаму. Список на желби, без идеи и решенија за Македонија. Целата програма е полна со недоречености, без конкретни проекти, исклучиво со убави зборови за Македонија. На крај, ВМРО-ДПМН наискрено ги повикува и замолува граѓаните на Република Македонија да ја пронајдат и да ја прочитаат програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Само така граѓаните на Република Македонија ќе направат разлика. Благодарам.